Македонците што живеат во Војводина, СР Југославија, главно се сконцентрирани во областа Банат, односно во околината на градовите Панчево и Вршац. Во околината на Вршац тие живеат во 7 села на така наречениот Вршачки дел на Банат. Тоа се селата Пландиште, Велика Греда, Хајдучица, Стари Лец, Дужине, Гудурица и Велико Средиште. Интересно е тоа што во збирката на македонскиот етнолог Бранислав Русиќ, што денес се чува во архивот на МАНУ, се зачувани необјавени ракописи од етнолошките истражувања што тој ги реализирал во текот на 1956 година. По покана на Матица Српска од Нови Сад, тој определен период престојувал во 7 села од Вршачкиот дел на Банат, каде што ги проучувал македонските доселеници и за нив оставил богати ракописни и визуелни сведоштва. Интересно е тоа што банатските села, каде што се доселиле македонците, немаат скоро никакви сличности со пределите и селата од каде што тие потекнуваат. Единствено селото Гудурица може малку да ги потсети доселениците од Македонија на нивниот роден крај, поради тоа што е расположено на североисточните падини на Вршачките планини. Како и да е, тоа се села во кои нашинците затекнале и го продолжиле заедничкиот соживот со повеќе од 15 етнички и верски заедници на толку мал простор. Селата од Вршачкиот дел на Банат доживеале и преживеале огромен број политички превирања, падови и создавање различни држави, преселби, прогони, заедничко живење, национализам и повторно зближување. Пландиште денес е општина и формално административен центар на повеќето села од Вршачкиот дел на Банат во кои живеат македонци. Во минатото, во различни периоди на владење го нарекувале со имињата Морминт Зичидорф, потоа Мариолана, за најпосле да го добие денешното име. Во Пландиште во периодот од 1246 до 1947 година, по иселувањето на германците, извршена е колонизација од повеќе краишта на тогашна Југославија. Пристигнале 160 македонски семејства од Кривопаланечко, Кумановско, Полок, Порече, Охридско и Струшко поле, Маријово, како и од Мала Преспа. Во Пландиште денес живеат припадници на најмалку 7 поголеми етнички заедници, кои во пописот од 1291 година ги изразиле своите чувства за етничка припадност. Според тие податоци, во Пландиште живеат 1055 македонци, или околу 25% од вкупното население во него, што според процентуалната застапеност ги става македонците на второ место, веднаш зад србите. Во селото Хајдучица, според пописот од 1291 година, живееле 1456 жители со мешан етнички состав. Најмногу се изјасниле како словаци, 47,6%, потоа срби 24,7%, македонци 9,5%, унгарци 8,4% и југословени 5,2%. Селото има правоаголен облик со 5 надолжни и 5 попречни улици. Селото Велика Греда во минатото се нарекувало со имињата Геркхаза, потоа Ѓурѓевац, па Ѓурѓево село, додека денес Велика Греда. И тука по Втората светска војна на имотите на иселените германски домаќинства биле колонизирани семејства од повеќе краишта на Југославија. Според пописот од 1291 година, македонците според процентуалната застапеност од 11,8% се втора етничка заедница во селото. Селото Дужине во минатото било именувано како Сзец Сенфалва, па Сеченово, а потоа Дужине.
Според статистичките податоци од 1991 година, во Дужине живееле 35,9% македонци, од кои најголемиот број се по потекло од Кривопаланечкиот крај. Во селото Стари Лец се населиле 37 македонски семејства, со вкупно 174 члена. Интересно е што во ова село, според пописот од 1991 година, има само 15 македонци, а дури 43,7% од населението не се изјаснило за сопствената етничка или национална припадност. Како што споменавме претходно, селото Гудурица е расположено на ридскиот дел на Вршачките планини. Во него, во периодот од 1946 година, па се до 1956 година, се доселиле вкупно 55 домаќинства, со вкупно 331 член македонец, 29 домаќинства власи и 2 домаќинства цинцари, сите од Македонија. Во непосредна близина на селото Гудурица се наоѓа селото Велико Средиште, кое за разлика од Гудурица се наоѓа во рамницата и слично како и сите други села има структура на панонско ушорено село. Излегоме од нашето село преку 30-40 борци и дојдоме да се бориме вамо во Македонија. И во Македонија останаме до завршетокот ратот. Јас, право да ви кажем, мојата историја долгачка, од Македонија бев на Сремски фронт и тамо сум ранат и после 46-та кога излезе законот да можеме да добиеме колонизација овде и преку Македонија, преку Скопје, побараме ние право да ни дае. И така добиме ние, некои дојдоја од нашите 46 во децембар месец, некој во јануар, а ние задната група, јас што дојдоме негде во април месец 47 година. И така овде се настанаме, кога дојдоме овде, добиме куќи државни, кај што беа слабите немците, кај што беа. И така се сместиме и почнеме да си работаме. Леле, како путуваме? Путуваме, у понеделник појдоме овде, у понеделник стигнаме. 8 дана смо путувале. У Београд, тамо на крај, ложиме ватра, куваме качамак, понеле беме од тамо, све. Nije bilo dobro, ali ipak ovdje do duša dočekani najdu oni kući, ali šta? Ništa nema ni u kuća, ni nigde, ništa, niti šporet, niti ništa. Posle nekada po kući te tam zbirat, a najdome. Ali leto beše pa nije dojdome 47. 30. maj beme na središte, stignam ovde. 1947. na 8. april stigname ovde во Пландиште. Тамо Кривопаланка преко звучници се изјавljувале тамо ка беше изашла таа уредба кој hoće да се колонизира, да иде у Банат. Има такви и такви услови, ми смо пристали тамо, ми смо се пријавиле и тако. И дошло после. Еден дан да кој жели може да иде. Кога дојде таа ѓурултијата која се во другата војна, кој излегува партизаните и многу наши партизани, ту беше и зето мој, и тога тие ојдоја партизани во македонската војска. Значи од Сење, преде во Сење и тамо и примерно тие тамо. Сега во тоа време кога се веќе заврши војната вода и овие тамо во војската покранеа тоа, кој сака да се пресели во Војводина, кој сака Војводина, тие од тоа истераја
Ти тоа истера на целото сите и останаа многу села, многу празни. И тој и населе од Македонија, од Србија, од Словенија. Добро, словенците па се вратија и ходиле тие. Од Лика, од секаде, дојде многу. Има по цела Војводина, има личен и секаде тамо. И така. Со молбите ними тие направи и така ове беше зет наш и накладне во тој списоко и направи со молби. Свето легално си дојдоме ни овде. Ојдоа во Тирана, извадоа пасоши, визи, све што треба, оригинал, легално, нема бегање преку граница. Ниједна не побила граница. Кусо време по доселувањето во 7 села од Вршачкиот дел на Банат, како и по добивањето средства за работа, сите домаќинства од Македонија се приклучиле кон местните задруги. Во задругите многу често се групирале според етничката припадност, но има примери кога се мешале и со останатите колонисти, особено со словенците. Некои од задругите носеле имиња блиски на македонците, на некои предели од родниот крај, како на пример Шарпланина, Бардар, Преспа и слично. Ali ko dojdeme nije, ne знаеме da na 8 sati da работаме, nego od utro do uvečer. Zadruga isto tako, od 6 sati, pošto vlegаме odmah zadruga, nije zemljata, uopšte ne знаеме кај ние, у кој потес, на која страна, ali која парцела не знаеме. To je odmah zadruga vleze. Jedino što ni dadoja bavči, po nekoj kako 60 ari, nekoj 80 ari i tako, prema familijata ni dadoja, znaš, i tako da. I tije bavčite ni beja kao toga, tako se mi, okućnica, da možeme da poseme i pčenka i pčenca i tako da imаме nešto opet pored ono što dobivamo od zadrugata. A od zadrugata работаме na nadnica, znaš, na trudodan, onda vikeme trudodan. Koliko nadnici imaš, onda ni deleja. I maslo, i vino, imаме во Годурица, работаме ние едно време, едно 3-4 години лозија тамо што имаше, не може кој да работа, а овде работна снага имаше доста. И во Годурица и вино ни давеа и све што требаше, нешто пари и жито ни давеа и кукуруз, све што имаше за другата. Ми со таа група што дојдоме последња ми припаднаме у таа словенската задруга. А ови су македонци, они биле малку ранije дошли и они са биле тамо веќином. И од Ѓевѓелја, Демирка пија тамо доле, каде е дом. Тие у таа задруга. Задругата се викаше Апостолски. Ali веме македонци. Тога беа 3 задруги. Има словенците, има србите и македонска задруга. 3 задруги беа. То известно време, то не потраи некој 2 години. 47, 48, после и 49-та. Одма се прекрсти, се скупиме сите тие задруги, сите 3 војна задруга и се викаше Морава. И во задрugата беме до краја 53 година. По тога излезе закон да се задругите да се расформирае. Кој сакае да остане задруга, да остане, кој неќе да може да излезе. И ќе му се да и земја и све што треба. И после, пошто ние беме голема, мојата фамилија беме голема фамилија, око 9-10 чланови беме, и немаме никаква шанса да излезиме ни од задруга. И така, јас, право да ви кажам, не да се фалям, него тога организирав да останеме во задругата. А во задругата бе благајник. Благајник, таа работа имав ја во задругата. И после, кога се растори задругата, ние останаме тако и формираме задруга,
се викаше Шар планина, докладно името. Али беме само македонци, бе неколку фамилии, едно 5-6 фамилии беа Срби, знаеш, по нашата задруга. Некои од македонците во првите години од доаѓањето се уште ги носеле своите народни носии, особено постарите жени, при што во новите села продолжиле да живеат според обичаите од стариот крај. Разликите меѓу дојденците и староседелците, особено во првите години, биле исклучително изразени. Во 1956 година, кога професорот Бранислав Русич вршел истражувања во овие села, тој забележал дека тогаш било се уште можно да се видат постари поречанки во Пландиште како носат делови од своите народни носии. Денес само некои од постарите луѓе чуваат по некој дел од нивната носија, сакајќи да им остават нешто за спомен на своите потомци, или пак да бидат погребани со деловите од венчалната облека. Чајако. Донесо, после го врати таму. Сега се каjem да што сам го вратила овде, сега ги тражат тие. Се тако бе обучено у шајак. И колку време тука бевте облечени? Колку време? Па, кад збираа по некој парцаль туа, па ни дадоа чвабите, што остало туа некој. Нисме могле да купиме и што донесеме од таде. Со стога, дуго би донесо стога. Нисмо купено имале дуго. 1-3. Маđарите, па другите се интересира какви ви се носиите, како се везани или? Интересираат се. Кад ми ја кажем како сам то ткала, како сам донела сам килими, па ги врати после. Па како сам донела чипки, сак се чудат. На ови долните се чудат и сега. Кад ги ја лезеше овде, овие долните, они се чудат. Оне горње, ајде, маđари не умеат тако нешто да прават. Или да isплетат добро джемпере, или не, они то не радат, а ние. Јас сум ги ипак шила со неки, болje сам радила него они што сакували добро. Па кували се и они, али посме овде кували и полепо имало да се кува. Пори, да ти кажем, и сад си носат некои тие кои има. Али ово е веќе млади сега што настана, то они веќе манае. Сад ја не могу да наđem да купим радничко одело. У Варшав нема, све ово ново нешто. Изашло за овој младеж наши и тако. Следните години процесот на меѓусебно културно прилагодување продолжил, така што разликите меѓу едните и другите станувале се помали. Кад hoćemo nekoga da zovemo, on kad se javi, tu i tamo li si bre ti? Ne, on kaže, mi kažemo ne ovako, a kaže tamo smo, a ne obratno kod nas dođe. To ja sam zapazio te gajke. Žene su naučile da kreće u Makedoniji, žene ne kreće ovdje. Pa krećenje, to, mi smo se čudile za ovo, oni, što rolja, znaš, s one rolje, kad se kreće. Pa to, koji bre ovaj je toliko mogao da nacrta ovoliko da iscrta, ovako, koliko tu treba vreme, pa ono to čo posle ide, s ona rolja, to si šara lepo napravi to. Učija da sadat špaliri. Ne znaja oni, se imaše onako gusto sadnja, a naučio ovdje špaliri da sadat. Nije sve, ništa nemaše ni park u selo, to nije Premimija, Balanta i park. Nemaše nigde televizor, radime za televizor, ta zaradime da imamo zadruga, ta sve tako. A ja svude član be i u partija be član i svude, ako sam nepismena, be član. Tako sam, nešto, znala sam pomalo, sak i toku ne vidim ništa. Pa naučio me, kako mi nauči me nešto slovenski dosta i oni od nas naučio tu, nisu uklopime tu, nije bilo problema za to. Naučio me da krećem, naučio me da farbam. Dobro, naučio me i da kuvam po devašnji i sve. I bešo me nekoje vreme na kurs. Nije neko kuta od brat mi žena jednata i ja. Ideše me tako. Dobro beše pak, nije tako lošo. Dočekaše ni ovako.
A ние се сдружиме, радешеме, ја немаше деца, па саки дан на терен идеше со сни таму. И, знаеш šta, ние затекоме и швабите, све што си биле у куќа туа. Можете не, а жените се. Како светото и тие жените него за готвење и за севите работи, знаеме, учени и све од ними, ние попримаме многу работи. Брбо се, како ти рече, се цивилизоваме према ними, значи. Едно да ти кажем, ние сите кои дојдеме од така, да беме доста и писмени деца. Писмени, ние, мисли, кој јас, па овие труде сите, најписмени имаше од овде и од секаде дојдени. Али, ние што име тамо завршено школото, во основно, куди камо беше појако од овие туа што граде. Во своите белешки во ракописот за населениците од Македонија во 7 села на Вршачкиот дел од Банат, Бранислав Русич забележал: од целиот заеднички живот, мешањето и брачните врски, населениците од Македонија постепено ги губат своите народни одлики и обичаи и се изедначуваат со мнозинството во селата. Повеќемина од славиштаните со себе ги имаат рижичните гусли и малите тапанчиња за придружување во народните ора. Но според нивното кажување, овие инструменти кај местното население предизвикувале чудење и подсмев, поради што со време ги напуштиле. Ние си направиме на улица игранка, ние смо си научени тамо. Па да видиш ти, па има пуно од мождивњака. Па со тие се сдружиме, они беа дошле есента, а ние дојдоме пролета. Па кад дојде нова година, идат наложат ватра долу у село, па ракија угрејат, па пиење, па играње. Знаеш како е лепо било? Они не гледа што има туа маđари, неќе се мешат с нас. А маđарите не идеше као сак што се иде ноќна игранка. А на нини е било најкасно до 7 сата игранка, идат од 3 до 7 и квит. Не идеше, тако е било швабите. Вие, значи, си правевте тука и Василица, и Божик? Све си правешеме, никој ни не брани. Се си поштуешеме, се добро бе. Иако овие процеси на културна и етничка асимилација се неминовност, особено кога станува збор за етнички и религијски заедници кои живеат во мултиетничко и мултирелигијско обкружување, сепак темпото и интензитетот на овие процеси зависат од многу фактори, при што во денешни современи услови главен збор во тоа имаат државите, почитувањето и остварувањето на законските регулативи за заштита на малцинските права, како и врските и подкрепата што матицата треба да ја дава на своите сонародници кои што живеат надвор од неа. Па вака, и ако не беше најавено ова, како да кажам, ни на некој начин интервју, и може би не сум најподготвен, меѓутоа некои податоци што во текот на моето спремање при доаѓањето во Белград или во моето досегашно искуство, досегашниот престој во Југославија, имаме некои сознание за, како да го крстиме сега, македонците во Југославија или македонското национално малцинство. Според последниот попис од 1991 година, значи зборуваме за официјални податоци, има негде околу 48.700 и нешто македонци. Според попис, значи тоа е официјална бројка со која што се оперира тука. Иако постојат сознанија, низ контакти со луѓе кои што се одавна тука и дека бројот на, да речеме, државјаните на Сојузна република Југославија од македонско потекло е многу поголем. Дури некои оперираат со бројка од 200 и нешто илјади, па дури и повеќе. Колку е тоа точно, не може со сигурност да се каже, меѓутоа сигурно стои фактот дека има повеќе од она што го презентираат официјалните податоци. А колку е тоа повеќе, може би низ вакви проекти кои вие сега ги правите, може да се дојде барем до приближната бројка. Почна да си говори македонски. Меѓутоа и ден денес знае македонски. Ние тамо си уште и тамо кога беме си зборови македонски зборови, дома кај нас. Да, као македонец. Као македонец.
Posejala baba do 3 zrna proso, ti tiriri ti 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 ti, do 3 zrna proso, ti tiriri ti 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 ti, do 3 zrna proso. Ha! Hop, hop, hop. Začudi baba kako ti još neje, se začudi baba kako ti još neje, ti 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 kako ti još neje, ti 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 kako ti još neje. Op! Mi nabrala baba 3 sela argati, mi nabrala baba 3 sela argati, ti 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 3 sela argati, ti 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 3 sela argati. Ha! Hastika! Mi nabrala baba 3 sela argati, mi nabrala baba 3 sela argati, ti 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 3 sela argati, ti 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 3 sela argati. Hop, hop, ha! Se začudi baba